Пред 5 години се вратив од Словенија. Не сакав семејното огниште да остане пусто, а по дедовите ниви да расте троскот. Вака ја започнува својата приказна Стојче Ташовски од село Блешево. Со 2 дипломи во рака, едната словенска, а другата македонска. Единствен извор за екзистенција му се 4 хектари оризови полиња. Ниту сопругата магистер по фармација не е вработена. Но наместо спокој како што замислувал, сега животот му се претворил во вистинска агонија. Неплатени сметки извршители и 20 тони непродадена оризова арпа. Да, имам извршители кои што ќе мора да ги подмирам и покрај високата цена на воден надоместок, јас ќе мора да платам и висока цена на извршители. Прашање е дали оризот ќе покрие барем за 1 година. Тука ние пропаѓаме секој ден во очај и во поголеми долгови. Иако има само 27 години, поради непродадениот ориз за да врзат крај со крај, младото семејство Ташовски се откажало од многу работи. Штедат буквално на се, на струја, облека, храна, а патувањата и кафеаните одамна ги имат заборавено. Живееме буквално во сиромаштија. И не само јас, тоа не е срамно да се каже, тоа целиот народ е така. Источна Македонија е запустена. Не можете да видите овде насмеан човек, весел, да каже оризот е добар. Кога наместо да ни помогне државата да најде излаз со ситуацијата, таа се занимава со марихуаната. Најтешко му е сега пред празниците. Не знае дали родителите кои живеат во Словенија ќе го посетат, но уште потешко му е поради тоа што не може да купи подарок за својот 2-годишен син. Празниците ќе ги поминеме затворени. Во најтесниот круг на семејството, со постарите родители доколку дојдат, со еден традиционален начин како што ги поминували нашите предци пред 100 години. Значи, со постна сиромашна трапеза. За жал, некои можеби политичари имаат пари за кафани, а ние земјоделците сме оставени на работ на општеството. Во амбарот на соседите Ташовски чува 20 тони оризова арпа. Ако ја продаде по моменталната цена, ќе заработи од 3 до 4.000 евра. Но ако откупната цена би се движела како тие што бараат од 25 до 30 денари, ќе спечели дупло. Доволно за да си ги плати давачките кон државата и да му остане нешто. Иако секој ден се бори со животот, засега не планира да се врати во Словенија. Кај него постои надеж дека еден ден македонскиот земјоделец ќе го добие вистинското место во општеството.